нормално во нивното работење да прават слаломирање за да добијат некое дело или така натаму, но за мене е неприфатливо адвокат и правник, а при тоа и пратеник кој што носи легислатива која што ги тангира сите граѓани, да прави такво дезавуирање на правото заради политички игри и политички манипулации. При пишувањето на ова законско решение требало со одредени правни дубиози во ова законско решение да не се согласите и да ги подобрите на крајот на денот, затоа што сте правник и адвокат, а не да браните нешто што е неодбранливо и нешто што се работи за закон кој што се носи еднаш во 10 години. И токму таков закон треба да ги содржи сите фази на извршување па до негово реализирање. Значи, кажавте во вашето излагање дека бил конструктивен, дека транспарентен, стручен овој начин на донесување, апсолутно не е точно. Ако сметате дека конструктивност е одбивање на 37 амандмани колку што имаше опозицијата, а беа конструктивни, требаше да ги прифатите. Не покажавте никаков демократски капацитет да прифатите забелешка конструктивна од опозицијата. И јас лично не очекувам дека Стево Пендаровски нема да го потпише, иако треба да не го потпише ова законско решение, затоа што овој закон се темели на едноставно целосно отсутство на консензус. Колешке, овој закон што ќе произнесе? Република Македонија после 25 години нема да добие попис чии резултати ќе бидат општо прифатени и признати. А знаеме дека за пописот најважна работа е довербата. Уште не почнат, уште не донесен законот, буди недоверба кај граѓаните и тоа треба да го разберете. Тоа треба да го прифатите. Значи, оваа грешка ќе има далекосежни негативни последици, стратешки последици за државата, затоа што ќе даде едноставно погрешни резултати. Попишуваме државјани, ја не знам каде тоа се прави во светот, а не резиденти, односно население, податок кој што го немаме, а сакаме да го имаме и треба да го имаме. И затоа што со ова законско решение граѓаните треба да знаат, со пописот ќе се попишуваат и оние кои што никогаш не живееле во Република Македонија, а на некаков начин добиле државјанство. Има и други нелогичности во ова законско решение, не ми дозволува времето да ги кажам, но вие, токму вие, како правник, требало уште пред да дојде тука во собраниска процедура, ова законско решение да нема такви небулози. Дали се разбираме? Вие, лично вие требало да интервенирате. А доколку не сте можели, не сте смееле, тогаш требаше нашите амандмани да бидат прифатени. Тоа е конструктивност, тоа е транспарентност, а за стручност па да не говориме за белешките на стручните луѓе во некоја од следните реплики или мојот говор ќе ги кажам. Благодарам. Контрреплика, пратеничката Снежана Калевска-Ванчева, повелете.